Доброто виски, добрата пура, доброто вино се само дел од джентлменските навики. Ние во изминатите 60 на емисии имавме добри джентлмени кои што знаат да негуваат добри навики, но беа воглавном од Скопје. Екипата на Джентлмен магазин реши и тоа го остварува, да излезе надвор од Скопје и да ги побара джентлмените во Македонија, луѓе кои што негуваат добри навики, луѓе кои што се хуманисти. Каде, ако не во Кавадарци? Останете со мене за да видите за кого станува збор. И како што ви кажав, се наоѓаме во градот на виното, градот на ракијата, градот на гроздоберот и уште многу епитети можам да редам за овој град затоа што е срцевината на Македонија. Но денес, токму тука во овој град, јас нема да говорам за ова, за виното и за прекрасните работи кои што ги нуди виното, туку ќе говорам за едно вистинско джентлменство, за негување на добри навики, за една хуманитарност и за една хуманост. Со мене денес е Борче Стаменов или попознат како Борче Донирај компјутер. Борче, да наздравиме пред се со виното што е символ на овој град. Добро ни дојдовте. Фино, вака што решите да ни посетите, нели да се експонираме уште малце пред јавноста, кои сме, што сме и какви навики практикува Чичко Донирај компјутер. Да, Чичко Донирај компјутер. Баш ми е драго што имам честа да сум со тебе, затоа што тоа што го правиш е навистина джентлменство, затоа што джентлменот секогаш се става себе си пред другите. Но ќе дојдеме и до тоа. Да те прашам до мајкински како си? Па добро е, се спремив за на работа, дојдов тука малце емисија да спремиме, после идеме нели у фирма да спремиме уште некоја донација, да покажеме на цела јавност што сме направиле, пошто тоа ни е као појака страна или транспарентното што ја имаме во Донирај компјутер. Тоа, како и секој обичен ден. Супер. Ќе те прашам како започнува приказната со Борче. Можеш ли малку да не запознаеш со тоа? Овака, значи цела иницијатива Донирај компјутер е започната, да не кажам сосема случајно. Јас сум вработен во биоинформатика во Кавадарци веќе 21 година, кај што имаме доста клиенти на кои што им го одржуваме нашиот книговодствен софтвер. Кога се расипуваат компјутерите или кога имаат некоја обнова на опрема, тие ги оставаат кај нас. На тоа видов некоја згодна шанса, прво пошто бев пресно вработен, нели да малце учам, да испечам занает. И сосема случајно ни дојде некоја самохрана мајка на 3 дечиња, која што побара половин компјутер за незините деца. Склопив еден, ставив некоја игричка, првиот компјутер што лично го однесов кај луѓе. И кога гледаш како тие дечиња се радуваат на буквално нечие џубре, да не кажам, едноставно ти кликнува таа идеја и си рекол зашто да не од ова да направиме некоја поголема работа, пуштив некој муебет по градот дека ете се спрема некоја таква иницијатива, без намера нели да порасне ова што е денеска. Првите 20-30 компјутери ги раздадовме така по чуен муебет, после се прерасна во иницијатива, во движење и другото е веќе историја. Кој знае колку убаво така да ги видиш тие насмевки кај дечиња кои што не можат да си го дозволат тоа. Како што спомнав, нели, многу е джентлменски да се ставаш себе си пред другите, а тоа што го правиш ти ќе повторам затоа што е вредно за повторување, е навистина добро. Колку мислиш дека негувањето на тие такви вредности е важно во животот и колку и другите треба да го практикуваат? Да, види, ја од мене тргнувам, знам до сега што имам направено и што уште планирам да правам. Цела таа иницијатива освен што има хуманитарен карактер, од неодамна имаме договор со Техничко училиште од Кавадарци, кај што направивме меморандум за соработка и сите тие навики и практики што ја ги практикувам во животот ги пренесувам и на помладите луѓе. Значи не да станува само Донирај компјутер дека е од техничка гледна точка иницијатива која што само донира компјутери, него и им дава пример на помладите како треба во животот да се однесуваат. Значи самата Донирај компјутер на почеток не беше Донирај компјутер, туку беше наречена од нас за нас, така да цела суштина што денес ја работам се ја преточувам низ дела, низ примери што помладите гледам дека ги следат. И едноставно кога гледам деца од 18-19 години кои што идат кај мене на пракса, на волонтирање, како ги прифаќаат тие идеи, едноставно сум воодушевен што успеал во намерата да им пренесам таков дух.
Навистина е за почит тоа. Но еве како што гледаме, еве моментално во светот се случуваат чудни работи. Егото е главен двигател на се. Зависноста, љубомората некако се надвиснати над сите овие добри навики што треба да се прават, нели, да кажеме хуманитарноста, хуманоста и пред се джентлменството. Што мислиш, какво е твоето мислење твое за ова во смисла дали ќе успеат добрите навики да ги надвладеат лошите? Па види, ако гледаме по филмовите, доброто секогаш победува на крајот, особено некои чудни филмови, реални. Али јас сум убеден дека нели ако имаме поише вакви примери као мојот, као Ways to Help и други иницијативи што едноставно се ставаат себе си пред она желба да се помогне, мислам дека ќе успееме. Мислам светот е таков и ќе пребројде ако се однесува до оние што ги има нели злобни коментари по интернет, и јас сум ги доживел, тие и уште ги доживам нормално. Не секој може да те разбере зошто го правиш тоа и како го правиш. Значи на луѓето не им беше јасно како уопште постои човек што ете во мојот пример почнал да собере компјутери и ги донира на социјално загрозени семејства. На почеток имаше такви некои коментари дека се тоа го правиме за пари. Ние 6 години во Донер компјутер ниту сме заработиле денар, ниту сме потрошиле денар. Значи тоа е една појака страна. Али нормално, секојаш ќе ги има, битно е дали ќе им дадеш прединство на тие коментари или ќе ги гледаш оние 99% што се позитивни коментари и што гледат дека тоа што работиш ствари не идува на позитивен фидбек кај сите. Имено, точно за тоа говорам. Секогаш постои таа завист и омраза. Но ете да кажеме дека доброто ќе го надвладее лошото. Некако ќе се случи тој баланс инг јанг во светот што би требало да се случи. Дали тоа што го работиш е поврзано со приватноста на Борче? Работата ти е поврзана со на твое битие внатре? Па овака, ја на почеток си зададов една цел, да колку и да помагам, да не си изгубам себе си пред се, нели нормално. Цела иницијатива што ја работам ми е буквално вклопена во дневните врски. Работам нормално и на самата фан страна кај што е изработена на Facebook. Пише дека работното време на Донер компјутер е од 10 часот до 17 часот попладне. И после тоа едноставно заборавам на сите тие, пошто нели јас сум нормален човек што имам приватен живот, луѓе што ги сакам, што не сакаат, што треба да се видам. Така да гледам сите тие обврски да ги завршам до 5 часот, после 5 часот Боро е друга личност и не го интересираат тужи проблеми, се до утре саба до 10 часот. Добро е кога знаеш да направиш таква дистинкција и тоа е многу добро. Мораш. Да. Ова што го гледаме овде, што ни смета на кадарот, тоа е едно признание, едно од многуте што ги имаш добиено. Ова е награда за маж на годината според социјални медиуми. Што представуваат конкретно оваа награда и општо сите награди во животот твој? Ти се некаков двигател или ти се само нешто што ќе ти фаќа прашина по дома? Па види, јас секогаш кажувам дека наградите, барем кај мене, се споредна, имаат споредна улога во цело ова. Нормално дека ми служат како поттик дека ете тоа што го правиме наидува на позитивен фидбек и од друга страна секоја награда што Донер компјутер ја добил, без разлика што на нели наградата го пишува името на Борче Стаменов, служи како додатен поттик не само на мене, туку и на сите тие волонтери што работат заедно со мене. Дека ете, значи нашата иницијатива прво добива на позитивен фидбек, добива на популарност, да не кажам, што и е добра работа, затоа што во сферата на хуманитарството фали оној момент кај што треба да бидеш додатно експониран. Ја многу порадо би гледал иницијативи кои што се експонирани по телевизија, наместо да гледам какви гачи носи Петар Грашо, например. Так. Тоа е мое мислење. И се надевам дека луѓето ќе увидат дека тоа што го работиме ние како иницијативи и другите иницијативи едноставно го работиме за во самото општество сите добијат еднаква шанса и за образование и за
поеднакво во живот, за начин да биде сите на некое рамниште кај што речеме добро е, сега сме окей. Има организации, има луѓе кои што го препознаваат тој труд, во конкретниот случај тоа е организацијата на Gentleman Magazine, тоест Маш на годината, што е го препозна твојот труд за 2021 година и навистина ми е мило што имаме чест сега и да разговараме за тоа. Кои се за Борче вистинските вредности во животот? Па ја сите вистински вредности ги преточувам во дело. Значи се она во што верувам го практикувам во живот ствари. Право да ви кажам, цела иницијатива можам оваа барем сега ако збориме за тој компјутер, можам да препишам на доброто образование и на доброто воспитување што е домашно, што се вика. И цело ова мислам дека можам да го препишам на моите родители затоа што тие биле као воделки во мојот живот, знаеле да побараат помош и да пружат помош кога им било потребно. Пред се гледам на секој да му излезам во пресред, че сакам да бидам достапен за секој. Сакам со секој да можам да разговарам као обичен човек, тоа што го правевме мојава за пред емисијата. И отприлика тие ми се прави вредности по кои што се водам, значи да се биде хуман, да се биде добар, да се остави добар пример. Значи со ова што го правиме, мислам дека оставаме еден одличен пример и тоа се гледа и по тоа колку и ученици и студенти буквално се возбудени кога им кажеш дека ете може да доаѓаат на пракса во Донер компјутер. И отприлика тоа е тоа. Ќе побарам сега да се замислиш, да се проектираш за некои 40-50 години од сега, да го замислиш Дедо Борче, не Чичко Борче, Дедо Борче така стар, и да се најдеме и ќе те прашам по што би сакал да бидеш запаметен гледајќи од сега наназад. Пошто имам 45 години више, мислам дека за 50 години ќе бидам буџа, али кога би бил жив уште, најверојатно ќе речам дека уопште не мора да ме памтат. Мислам дека цело ова што го правиме ќе остане за повеќе години и луѓе ќе ги памтат делата не на Борче, туку на цела иницијатива што направи Донер компјутер. Би сакал да те прашам што за тебе представува поимот джентлмен? Малку ми е нејасен терминот джентлмен. Како ти го замислиш? Господин, не мора да е джентлмен. Господин човек, ако више го кавалер. Да, кавалер. Ако више замислувам што е джентлмен би се замислам сам, што да ти кажам, мислам искрено кажано, без да бидам препотентен и не знам што. Едноставно тоа што ја го практикувам во животот го ценам ги ценам како едни вредни особини што мислам дека секој маж треба да ги поседува и отприлика тоа е тоа. Кои се, дај ми три, кои се тие што треба да ги поседува секој маж? Вредни работи. Па на пример, прво е да биде хуманитарен, барем според мене. Второ, да знае да разговара со секого. Тоа ми е многу битно. Разговорот е многу битна работа во животот. И трето, не знам. Толку. Спонтаност. Сметаш ли дека за да се биде добар човек пред се мора да си добро воспитан? Па ако тргнам од мене, мислам дека да. Значи воспитувањето игра голема улога во животот на еден човек, така да тој што не успел да образува, да воспита еден млад човек, мислам дека го промашил животот комплетно. Сега, затоа што како што најави сме во Кавадарци, со тебе не говоревме за виното, но ќе те прашам пред крај затоа што тоа ќе ми биде и најава за мојата следна гостинка. Сака ли Борче да ужива во плодовите на Кавадарци, во доброто вино, во добрата ракија? Па ја од скоро пијам вино. Пред тоа бев пивотип, поише. Сега имам една другарка што работи на Тиквеш винаријата. И она буквално ми ја пренесува таа винска култура и дури ми е смешно кога ќе ми рече види воа вино колку нози има. Так. И сега уште ги учиме тие работи, што се нози, што се малигани, кое вино е вредно да се пие, така да баш ми е фино што ми влезе во животот, што се вика. И се почесто уживам во вино, значи дома имам сега некоја мала винарија, така да не кажам, пошто нели со оваа иницијатива што ја правам, доста луѓе кои идат ни носат своји производи, значи вино, ракија. Имам така една мала винарија што знам кога си идам од работа да пукнам едно винце да го пробам и да уживам и да го доживувам тоа што она го доживувам, пошто она е енолог. Да. И се надевам дека ќе заразам со виното, пошто е стварно дар од боговите. Да, тоа е навистински. Тоа е една џентлменска навика што би требало секој господин да ја негува пред секој човек. Ќе
Ќе ти наздравам во тоа име, во името на виното и во името на хуманитарноста и во името на джентлмените ти благодарам и продолжи да го правиш тоа што го правиш. Борче, навистина си за пример. Пред да продолжиме понатаму, пред да ве воведам во моето школо за джентлмени, сакам да ви најавам дека денес ќе имаме многу интересен гостин кој што навистина ужива во джентлменските работи. Моето школо за джентлмени денес ќе ви говори и ќе ве воведе во прекрасните семејни винарии во светот. Во некој сум бил јас, тука некаде по Европа, но за да ви кажам дека сме ние блиску до светот, денес, тука во Кавадарци, јас ќе ве однесам во една прекрасна семејна винарија и да видите дека и ние имаме светски работи, работи со кои што може да се гордееме. На здравие. Вино со врвен квалитет во ограничени количини, одбрани сорти грозје и долгогодишна традиција на производство се трите главни причини зошто треба да се проба вино произведено од мала семејна винарија. Секое семејство има своја приказна, а некои имаат и свое вино, со кое ја збогатуваат приказната. Македонија е земја на сонцето и плодната почва. Два услови кои се неопходни да се негуваат вековната традиција на одгледувањето врвни вински сорти грозје и тајните на производството на вина од светски ранг. Во последната година, во земјава се создадоа услови покрај големите да почнат да работат и околу 40 мали семејни винарии. Винската приказна доби нова димензија, а туристите уште една можност да уживаат во нови вкусови на македонски вина. Да се одгледува винова лоза, но истовремено да се биде и производител на вино е голем предизвик за едно семејство, но и голема шанса за промоција на регионот и земјата. Производството на вино се прави на традиционален начин и во тој процес е вклучено целото семејство. Речиси сите винарии имаат голема семејна традиција на производство, која сега се подигнува на едно ново, повисоко ниво и им овозможува на многу посетители и туристи да уживаат во вкусовите и квалитетот на виното кое со векови се прави новие простори. Како се зголемува бројот на малите семејни винарии, така расте и се развива винската култура. Се зголемува популацијата која конзумира вино, се отвараат нови продавници, а во рестораните евидентна е зголемената продажба на вино во шише. Луѓето се љубопитни, прашуваат и сакаат да научат за виното, за уникатниот однос со храната и различните комбинации, кое вино со каква храна оди. Сакаат да пробаат и нови вкусови, а и некои стари и позаборавени. Се повеќе се бара познатата наша темјаника. Масивната италијанска винска индустрија произведува над 5 милиарди литри вино секоја година, но сепак семејните бизниси кои произведуваат вино со генерации се уште уживаат значителен успех. Во минатото, тие го обликуваа не само лозарството, туку и руралниот начин на живот. Многу од нив и денес остануваат во првите редови. Антинори, Италија, Бадија Апасиџано, еден од најважните имоти во семејниот бизнис за производство на вино на семејството Антинори. Во 1202 година семејството се сели во Фиренца по уништување на замокот Комбиате. Во 1385 година Джовани Ди Пиеро Антинори станува член на еснафот на винариите на Фиренца, познат како Арте Фиорентина деи Винатери. Денес винаријата е во рацете на 26-та генерација на семејството, а модерната винарија Антинори нел Кјанти Класико е архитектонско ремек дело. Изградена е во 2012 година во Барџино. Огромниот покрив на винаријата гледа на лозјата и се гледа оддалеку. Една од неговите најголеми карактеристики е масивното спирално челично скалило што се издига од подрумот до покривот и ги поврзува трите нивоа на зградата. Лозијата околу винаријата се состојат од италијански сорти грозје. Драги мои джентлмени во подем, драги мои веќе реализирани джентлмени, јас како што ветив така и остварувам. Денес во моето школо за джентлмени ќе говориме за семејните
Винарии тоа е еден микробизнис кој што го негуваат луѓе што се хедонисти. Пред малку видовме прилог таму некаде по Европа како изгледаат тие винарии, а ме видовте и мене со една прекрасна дама како се шетам во еден вински подрум. Тоа не е никаде во Европа, туку тоа е токму кај нас во Македонија. А каде ако не на друго место освен во градот на виното, тоа е Кавадарци. Денес во моето школо за џентлмени ќе говори една прекрасна дама, тоа е доктор Весна Чемерска Попова. Весна, за старт ќе направиме едно живели, па ќе продолжиме понатаму со се друго. На здравје. На здравје. Да те прашам, како си? Одлично. Со ваков шармантен гостин во нашата семејна винарија, навистина одлично. И од другата страна морам да кажам, со ваква прекрасна гостинка во мојата емисија во вашата винарија, мислам дека ќе имаме прекрасен разговор. Еве за да го разјасниме таа нејаснотија што значи семејна винарија и за на моите студенти по џентлменство да им стане појасно, нели секој џентлмен сака да има винарија и да гаи еден хедонизам, па ќе те замолам да објасниш што значи семејна винарија. Во нашиот случај, семејна винарија значи дека ние виното го правиме со многу голема посветеност и со многу голема љубов. Јас и мажот ми имаме други професии, јас сум стоматолог, тој е фотограф и едноставно винаријата се изгради и започна да функционира без некои други предходни големи бизнис планови. Љубовта кон виното и тоа што во текот на изминатите 20 години со мажот ми каде и да одиме, насекаде пробуваме, дегустираме ефтини, скапи, вакви, такви, онакви вина, не натера да почнеме да си правиме наше вино. Тоа значи дека ова винарија не е направена првенствено за бизнис цели, туку е од ентузијастичко хедонистички побуди. Одлично кажано и претпоставам дека е така, затоа и така го најавив, пред се нели почнува како еден хедонизам. А знаејќи и според ова што го кажа дека ги откривате полека тајните на виното, правењето на едно убаво вино навистина бара посветеност и многу љубов, дали мислиш дека ја откривате вистината на виното, дека ин вино веритас во виното е вистината и така натаму? Како ја разбираш таа филозофија и дали мислиш дека тоа е така? Да, мислам дека е тоа така. Не за џабе, тоа така кажано уште од многу одамна. Ние тоа го доживуваме и проживуваме низ винските дегустации. Во нашата мала семејна винарија организираме вински дегустации на кои што нудиме вообичаено 4 вина. Верувајте ми дека кога ќе дојдеме до третата чаша вино или до третото шише вино, душите на луѓето и умовите толку многу им се отвараат, што не можете да ги препознаете дали се тоа истите луѓе со кои што сте ја почнале дегустацијата. Виното навистина ги отвара луѓето и од нив излегуваат многу интересни и убави нешта. Да, виното дефинитивно ја гали душата, ги отвора чакрите и допира до најдлабоките дамари скриени во нас. Спомнате дека ова ви е семејна винарија, нели? Затоа сме тука и ја работите со вашиот сопруг. Знаете ли вие често сами двајцата, без гости, без друг на страна, да се седнете и да си уживате во винце? Верувајте ми дека нема ден поминат без чаша вино. Не само што го уживаме виното како такво, ние често и дегустираме и не само наши вина, него и од други винарии, и мали и големи, и се разговараме за дали ни се допаѓа виното, какви ароми има, дали е младо, дали е старо, и едноставно сакаме да го доживееме виното на еден посебен и специфичен начин. Па тоа е тоа, нели, да се ужива во виното. Виното треба, кога ќе го испиеш, нели, да ти каже посебна приказна име на тоа што го говоревме позади камерите. Кога го пиете винцето, си уживате со храна, со вино, со пури, со разговор, со музика. Како изгледаат тие хедонистички уживања на едно вино? Так. Ние, освен што произведуваме вино, сме и големи гурмани, многу готвиме секојдневно и различни специјалитети, така што со секое вино оди посебна храна. Има вина кои што се едноставно лесни. Јас што велам, кога ќе си дојдете од работа дома,
да си го отворите едно шише вино и да си го испиете сами, без да има потреба од било каква друга храна. Има и вина кои што се потешки, помоćни и за да ги доживеете вистинските вредности на тоа вино, тоа значи дека треба да се спари со добро сготвена храна. Сега ги спомнавте и пурите, Да. како што овие 4 години, од кога ни постои винаријата, се воведуваме во тајните на виното се повеќе и повеќе. Во последно време наоѓаме дека и откриваме дека виното многу добро се комбинира со пури. Така како што ја откриваме душата на виното и квалитетот на секоја сорта на грозје, на некој начин се воведуваме и во комбинацијата кое вино со каква пура оди. Интересно, многу навистина со жена што ужива хедонистички побуди и уживање на тој џентлменскиот свет да ги говорам овие работи. Затоа ќе те поканам во вашата семејна, нели, дегустациона соба да пробаме и некои од другите вина па да го продолжиме муабетот малку поопуштено. Ајде, ваши, ред. Ти благодарам. Пет работи без кои не можам да го замислам денот. Првото е нели клишето на пиење кафе на сабајле. Второто ни е проверка на имейл, пошто нели бизнис. Третото е проверка кој пишал за донации. Четвртото ни е проверка кој пишал да даде донација. И петото е нели облакање и одење на работа. И тие се некои 5 работи што секој ден ги практикувам. За после работно време имам некои други ствари или тие некоја друга емисија. И нели нормално како што ветуваме, така ние и исполнуваме, драги мои. Еве сме тука во собата за дегустација. Значи собата каде што верувам дека често се прават и приватни прослави, каде што се собира една така интересна хедонистичка елита која што знае да ужива во животот, каде што се мези, се пие, се пее и се прават убави муабети. Така да во тоа име јас ќе наздравам и навистина ми е мило ете што конечно дојдовме и тука. На здравје. На здравје. Весна, сакам да те прашам, какво е твоето мислење, дали луѓето во Македонија знаат да уживаат во доброто вино и знаат да го препознаат доброто вино затоа што ние сме земја со плодна почва која што дава навистина фантастични вина кои што се допрени од боговите, ако ме прашаш мене. Македонија има, ми се чини, 265 сончеви денови во годината и тоа е еден од главните предуслови да можат да се направат перфектни вина. Иако порано, нели знаеме дека во Македонија ручекот стално почнуваше со ракија и и салата, па виното следуваше нели после ручекот. Сега се повеќе гледам дека винската култура почнува да биде на едно завидно ниво и дека различни сорти на вина можат да се комбинираат и со салати, и со главно јадење, и со десерти. Организирајќи ги дегустациите овде во оваа дегустациона сала, ние дознаваме дека има многу луѓе, и македонци, и странци кои што навистина многу се разбираат во вината. Иако ние кога почнавме да произведуваме вино со сопругот мој, на некој начин си ветивме дека ќе се обидеме да направиме најквалитетно вино што може, на најсовремен начин, без оглед што е ова мала семена винарија. Навистина не ги разочаруваме гостите кои што секојдневно ни идат тука. Што значи тоа? Тоа значи дека со добрата чашка вино, тие што знаат да ја препознаат, продолжуваат да уживаат и многу пати двочасовната дегустација се претвара во 4 и 5 часовно уживање и дружење со многу разговори, со многу позитивно расположение и многу често допираме и до песна.
Над ова дегустациона сала има и 4 соби, апартмани, што значи дека ова приказна на некој начин или идеја е луѓе, не само странци од цела Македонија, да можат да дојдат овде, да јадат, да пијат, пеат и да си преноќат. Ете така, едноставно кажано, да биде место за убава енергија, за добра чашка вино и за добро расположение. Значи една фино спакувана приказна која што буквално едно семејство ја нуди за останатите, што е според мене вистински џентлменски, нели, затоа што џентлменот секогаш се ги става другите пред себе си, нели. Така да вие овде на гостите им нудите една убава приказна каде што таа двочасовна може да се претвори во дводневна екскурзија, каде што ќе можат да си преноќат, нели, да си јадат, да си пијат и да си пеат и да го запознаат, нели, што викам јас, еден од најубавите предели во Македонија, не најубавиот затоа што ќе ми замерат и другите, а тоа е Тиквешкиот регион, нели. Забораваме гостопримството на Кавадарци. Апсолутно, тоа сакам да кажам, нели, топлината, тоа го кажа во својата најава, затоа што, Кавадарци нуди многу убави работи, нуди многу убави жени, како што можеме да видиме, а исто јас можам да кажам дека и мојата љубов си ја пронедов токму тука во Кавадарци. И да не зборуваме многу за мене сега, сакам да те прашам што е она што прво го заприметуваш кај мажите? Што е она што те плени кај мажите? Не мора да значи било како, него нака да ти остави убав печаток. Прва работа која што јас како жена или како порано девојка, што сум ја приметувала и се уште ја приметувам е искрата во окото. Што значи тоа? Тоа значи дека окото е на некој начин прозорец кон душата на еден човек. И да, точно, физикусот, појавата навистина се важни. Не може убав, среден, подреден и педантен маж да не биде приметен, но едноставно енергијата која што се гледа и која што може да се препознае преку очите, за мене е најважна. Еве да ви кажам, пред можеби 20 на години добив еден многу интересен комплимент. Една, сега не е ни важно, нели, која, една важна личност во Кавадарци, кога ме погледна, ми рече: шармот што го имаш во очите ти е од раѓање. Така што, веројатно, и за мене, прв пат кога ќе погледнам било кој маж, го познавам или не го познавам, најважната работа е погледот. Да, тоа не е нешто што можеш да го вежбаш или да го појачаш сјајот, тоа едноставно или го имаш или го немаш. Следствено на ова сакам да те прашам што за тебе представува поимот џентлмен? За да се процени дали еден маж е џентлмен или не, освен тоа што може да се, нели, види дали тој држи до себе, дали има изграден стил, став. За да се процени дали еден маж е џентлмен, мислам дека треба да се познава човекот. Во кој смисол? Во смисол на тоа дека еден џентлмен знае кога да каже добар збор, знае кога да отвори врата, знае кога да бакне рака и знае кога да премолчи и знае кога да се насмевне. Одлично срочено. А како џентлменот кој што е позади камерите, човекот за кого цело време зборуваме, а не го гледаме, како тој те освои тебе? Што направи за да ти станеш негова? Првото наше запознавање, уште пред 20 кусур години, искрено да ви кажам, вообичаено мажите или машките ги возат женските со коли за да ги фатат. Така? Епа, јас го извозив сопругот мој во моја кола. Ете така. И тоа не му пречеше. Поимањето на работите во машко-женскиот свет или во машко-женското заедништво
кога се подразбира како 50-50 варијанта, мене тоа најмногу ми одговара. Тоа значи дека сопругот мој виде и препозна, а и јас во него еднаков или сличен на себе си партнер. Да, на дополнување. И тоа го практикуваме и правиме ве 22 години во брак и се надевам дека така ќе продолжи. Впрочем, еве идејата за правењето на вино и идејата за винаријата беше моја, тој застана зад неа и за да сега заеднички вака успеваме да направиме вино кое што воодушевува и плени. Ќе наздравам во ова име затоа што јас секогаш кажувам дека човек не е роден за сам, човек е роден за во заедница. Да наздравиме за таа љубов. Да, на здравје. И тука некаде пред крајот би сакал да те прашам за една тема која што е многу опширна и може да се говори многу околу хедонизмот. Ти си дефинитивно жена хедонист, жена која што сака да ужива во неформални разговори и со други луѓе за тебе и со тебе. Разбрав дека си човек кој што сака да слика. Значи човек кој што ужива во виното, човек кој што ужива во спортот, човек кој што едноставно вложува во себе си. Тоа е, пак ќе кажам, навистина многу џентлменски. Можеш ли да ни откриеш некоја тајна? Што правиш за да го задржиш тој сјај во очите и за да го задржиш тој сјај воопшто како фигура? Јас многу малку спием, многу рано станувам и работам цел ден. Во мојата стоматолошка ординација работам од сабајле до вечер. Во слободно време се занимавам со преведување. Судски преведувач сум и по словенички јазик и мојот сопруг знае често да се нашали и да рече па ова ти е тојот second job. И така, а пријателите кои што и ме познаваат се прашуваат дали правењето на вино е third job. Всушност не е. Правењето на виното ние не го сваќаме како работа, го сваќаме и го доживуваме како задоволство. И всушност вложувањето и исполнувањето себе си со секојдневната работа на некој начин го оправдува уживањето во различни работи. Например, во пречегувањето на гости, во запознавањето на нови луѓе, во правењето еве на многу добри вина и ракијата не ја спомнавме и ракија правиме, ете така, нели, без неа во Кавадарци не може. И уживањето во сите работи и спортувањето, и патувањето, и сликањето, всушност се како една завршница, награда или надополнување на секојдневната моја работа. Дали побаво сликаш без вино или со вино? Баш добро прашање. Најдобро сликам со јако, црвено и моќно вино вранец. Јас знам да речам дека сум вранец тип или вранец girl. Така што јаките и моќни вина ме инспирираат повеќе да творам. Многу интересно. Не можам да не го спомнам тоа што ми го кажа како анекдота кога некој пријател ти рекол колку повеќе пијам, толку потрезвено размислувам. Така да мислам дека тоа е една анекдота ете што треба се расшири низ етерот и луѓето да го имаат тоа некаде во позадина во главата. Така да еве ние ќе се напиеме уште малку за потрезвено да размислуваме и навистина ви благодарам за гостопримството што ни го дадовте овде како мојата школа за џентлмени да може да дојде тука и сите фанови, тоест ученици на школата за џентлмени да може да видат како ете се негува една љубов родена од една идеја. Така да секогаш се почнува од идеја. Кога ја имаш идејата, сигурно ќе стигнеш до реализација. Ви посакувам уште поголем успех и огромна благодарност за гостопримството. Вам ви благодарам што не бевте гостин. Еве со вашата школа за џентлмени ве поканувам
било кога сакате, нашите врати за вас се отворени да дојдете и да учиме за виното, да зборуваме за виното, да ја подобруваме, шириме винската култура и да се дружиме, па може и да запееме. Нормално, на здравје. На здравје. Светско а наше. Хуманитарци во светот, хуманитарци и кај нас. Семејни винарии во светот, семејни винарии и кај нас. Ние ќе ја продолжиме нашата потрага по джентлмени низ Македонија, така да од тиквешијата продолжуваме понатаму. А каде ќе завршиме? Останете со Джентлмен магазин и македонската телевизија за да го знаете.